Вистина е дека готовината се уште е дел од нашето секојдневие, но нејзината улога се намалува со брзо темпо. Се повеќе граѓани на еврозоната се префрлаат на картички, паметни телефони и апликации за плаќење, оставајќи ги банкнотите и монетите на маргините на модерната економија. Вистина е дека Европската централна банка го гледа ова како сериозен предизвик, како да се зачува улогата на јавните, државни пари во ера што се движи кон безготовински систем. Одговорот што го нуди е дигиталното евро, електронска верзија на готовината која ќе биде безбедна, едноставна и достапна за сите. Вистина е дека, според Пиеро Чиполоне од Европската централна банка, дигиталното евро треба да ги зачува клучните предности на готовината: лесна употреба, универзална прифатливост и заштита на приватноста. За разлика од плаќањата преку приватни мрежи кои наплаќаат провизии и собираат податоци, дигиталното евро ќе биде јавна, неутрална и сигурна алтернатива. Вистина е дека без дигитална верзија на еврото, граѓаните и економијата се повеќе ќе зависат од приватни и, често, неевропски платформи, што може да го загрози монетарниот суверенитет на ЕУ. Вистина е дека дигиталното евро ќе функционира преку посебен паричник, достапен преку банките или јавни институции. Трансакциите ќе бидат моментални, бесплатни и достапни дури и кога нема интернет. Секое дигитално евро ќе има иста вредност како и хартиената, а приватноста на корисниците ќе биде заштитена. Европската централна банка нема да следи што купувате. Вистина е дека дигиталното евро се уште не е подготвено за употреба. Во моментов е во подготвителна фаза која ќе трае до октомври 2025 година. Очекувањата се дека неговото целосно воведување ќе започне меѓу 2027 и 2029 година по завршување на законските процедури. Вистина е дека оваа валута нема геополитички амбиции, таа нема да биде оружје против доларот, туку гаранција дека сите граѓани и понатаму ќе имаат пристап до јавни, сигурни и неутрални пари во дигиталната ера.